точно вршени се контроли на УЈП и се изрекувани казни. Има ли одредени пропусти од ваша страна како институција? Ќе утврдат истражните органи. Вие што мислите како директор? Значи, повторно ќе кажам, ќе утврдат истражните органи. Од вкупен долг 180 милиони евра, од тој износ 120 милиони евра е долг на околу 100 топ должници. Во Македонија, значи, се чувствува една тенденција на хомогенизација на македонскиот политички блок. За да функционира државата без тензии, да функционира со почитување на волјата на граѓаните и од страна на македонците и од страна на албанците. Македонија повторно твоја и Македонија горда. Јас мислам дека ова не е најдобар начин за државата да се чувствува горда, за граѓаните да се чувствуваат горди, затоа што ова држава е на сите граѓани. Дали Тирана и Приштина го поделија партискиот терен? Еди Рама соработува со сегашната опозиција поради блискоста со Ахмети, неспорно е дека лидерите на Вреди често се на релација Скопје-Приштина. Како во класика ја барате современата нарација? Токму тоа е класиката, таа е секогаш современа. Тоа е она што ја прави класик. Како ја читате голготата на егејците? Фрапантно ми е кога ќе разговарам со луѓе од мојата генерација и помлади кои што многу малку знаат за таа голгота. Есенцијално за функционирање на државата е урамнотежена фискална политика, ефикасно собирање на буџетските приходи и нивно рационално трошење. Тричлениот независен фискален совет повторно предупредува за забрзано покачување на буџетскиот дефицит, што годинава ќе надмине и над 6% или расходи поголеми од 800 милиони евра. Повеќе од приходите, додека пак ММФ проектира раст од 3,2% од БДП, а инфлацијата би стигнала 3,4%. За колку се зголемија даночните приходи? Зошто сивата економија не може да се заузда? Директорката на управата за јавни приходи Елена Петрова гостинка во ова издание на Тренинг. Господја Петрова, на старт од ова интервју, како и кој дозволи да работи дискотеката Пулс и покрај пломбирањето од управата за јавни приходи? Ако системот не функционирал, дали тука и вие се препознавате и како институција и како прв директор на управата за јавни приходи? Најнапред, добро вечер и благодарам за поканата за учество во вашата емисија. И веќе кога на самиот почеток го споменуваме случајот со дискотеката Улс, најнапред морам, иако не постојат доволно зборови за тоа, морам да изразам длабоко сочувство кон семејствата и блиските на загинатите, на повредените во оваа трагична несреќа која не е само локален настан, туку еден удар врз целото наше општество, бидејќи на површина излегоа состојби поврзани со спроведување или неспроведување на закони, институционални овластувања, чувството за јавен интерес, вредностите и така натаму. Значи, овој настан треба да представува една пресвртница во функционирањето на нашиот систем. Во однос на прашањето што го поставувате, и јавноста доста го поставуваше ова прашање за тоа што направила или што можела или што требала да направи УЈП. И во овој дел особено се артикулираше прашањето за запечатувањето, отпечатувањето. Одредени медиуми излегоа со информации, дезинформации, постоја и слободни толкувања, но она што се надлежности на УЈП во делот на конкретно запечатувањата поврзани како мерка која што се изрекува при контролите за фискализација се точно пропишани во законите. Значи, таму се изрекува мерка, глоба за сторен прекршок и мерка запечатување на деловна просторија, која всушност во законот е пропишана како забрана за вршење на дејност, која е привремена, значи трае одредено време и после тоа завршува таа забрана и точно во законот пропишува што се прави, како се применуваат овие казни при прва контрола со неправилност, како при втора контрола со неправилност и така натаму. Бидејќи истрагата е во тек, ние како УЈП се оградуваме од тоа да даваме информации во јавноста.
што е направено во конкретниот случај, но целосно соработуваме со сите истражни органи, значи се што е побарано како информација и доказ од страна на УЈП доставено е до сите органи, до јавното обвинителство, до МВР, до финансиска полиција, значи сите органи ќе можат да ги направат потребните проверки во делот на постапувањето во УЈП. Еве според член 117 од Законот за стечај, ако фирма има блокирана сметка повеќе од 45 дена и не плаќа плати при донеси подолг период, УЈП има законска обврска да поднесе барање за отворање стечајна постапка и да предложи мерки за обезбедување на имот. Зошто ова не е сторено? Значи, не знам дали децидно го читате членот 117 од Законот за стечај и дали децидно во членот се споменува УЈП или било кој доверител. Значи, надлежностите на УЈП стрикно, односно процедурата за постапување на УЈП првенствено е регулирана во Законот за даночна постапка како lex specialis. И од таму произлегуваат сите законски овластувања и ограничувања што може и што треба да прави УЈП. Во случај, како што реков, кога се неплатени даноците, не се исплатени придонесите како дел од бруто платите, УЈП пристапува кон присилна наплата со блокирање на сметки, со воспоставување на залог и хипотека на имот, со запленување и продажба на имот. Имаме дури овластувања и тие ги применуваме кои се однесуваат на превземање на действија за присилна наплата од целокупниот имот, приходи и побарувања и на основачите и управителите на фирмите кои што должат. Значи во тие рамки се движат овластувањата на УЈП и во тие рамки УЈП ги превзема сите мерки кон било кој даночен должник, тоа што е конкретно превземено или не е превземено од страна на УЈП во овој случај, како што реков, целокупната документација и информации се доставени до истражните органи. Дали вие чувствувате одговорност за оваа трагедија? Ако бил објектот пломбиран, кој подоцна дозволил да продолжи да работи? Сега зборуваме условно, ако бил пломбиран. Бил пломбиран, бидејќи има записник дека бил пломбиран. Значи, повторно ме навлекувате да давам конкретни информации што треба да ги проверат истражните органи. Значи, и во еден друг медиум излезе со ваква информација, а потоа излезе со демант на информацијата. Значи, тука се работи не само за еден објект, туку се работи за два објекти поврзани со истите сопственици, кај кои што точно вршени се контроли на УЈП и се изрекувани казни, како што ги споменав, меѓу кои е и казната забрана за вршење на дејност или запечатување, која што е мерка со привремено важење. Значи, привремена забрана за вршење на дејност преку запечатување на деловна просторија, која запечатување трае одреден временски период. Меѓутоа, да не сакам да навлегувам и да изнесувам сега информации кој е тој објект кон кој што била изречена таа мерка со запечатување и во кој период. Господи Петрова, уште малку во однос на случајот со дискотеката Пулс. Фирмата ММ Кафе Дуел, под оваа фирма била регистрирана и дискотеката. Работела со блокирана сметка. Сигурно управата взаемни приходи има увид во тоа. Па знаете дека нели во јавноста излезе информацијата дека блокадата е поставена од УЈП како мерка за присилна наплата заради неисплатени плати. Значи, ние сме ја поставиле таа мерка за присилна наплата. Од УЈП дошла таа блокада и сигурно дека знаеме. Меѓутоа, како што реков, законот освен блокада, законот ни дава овластувања за превземање и на други мерки за присилна наплата. Зошто не е отворена стечајна постапка? Значи, во рамките на Законот за даночна постапка постапувано е, превземани се мерки и повторно ќе кажам, мислам, веќе излегува и непотребно тоа повторно повторување дека се што е превземено, требало да биде или не требало да биде превземено, ќе си утврдат истражните органи. Дали вие како директорка на Управата за јавни приходи чувствувате одговорност? Вака мислам дека сите граѓани на нашата земја и сите институции на некој начин, не само преку сегашното, преку минатото постапување, сме изложени на чувство на тоа дека
постојат голем број системски пропусти кои преку овој случај излегува на површина, непостапување на институциите, како што споменав и на почетокот, пропусти во спроведување на законите, пропусти во спроведување на институционалните овластувања. Меѓутоа, во рамките на УЈП има одредени постапки. Има ли одредени пропусти од ваша страна како институција? Ќе утврдат истражните органи. Вие што мислите како директор? Значи, повторно ќе кажам, ќе утврдат истражните органи. Добро, следите тренинг, гостинка во емисијата Елена Петрова, директорка на Управата за јавни приходи. Господја Петрова, црна листа на УЈП, компании и физички лица должат кон државата и како е возможно, речиси, исти должници, станува збор за околу 5000, во континуитет да должат кон државата. Зошто се толерира ваквата работа? Значи, ајде да појдеме прво од податоците. Значи, на листата на должници нема некакви драстични промени и движења од еден во друг месец. Во последниот период на листата на должници се појавуваат околу 1900 фирми. Секоја од нив должи над 300.000 денари и околу 3900 физички лица, поединци, значи, од кои секој должи над 120.000 денари, а вкупниот долг е околу 11 милиарди денари или околу 180 милиони евра. И да ги погледнеме под лупа овие бројки што покажуваат, па можеме да зборуваме нели и за прашањата што ги поставивте. Ако ги разлистаме овие статистики, овие листи, ќе дојдеме до податок дека околу 2/3 или околу 60% од овој долг припаѓа кон одредена мала група на должници, значи топ 100 должници. Вие рековте околу 5000, јас ги кажав точните бројки поделени на компании и физички лица, меѓутоа 7,4 милиарди денари, или еве полесно, од вкупен долг 180 милиони евра, од тој износ 120 милиони евра е долг на околу 100 топ должници. Ако одиме подлабоко во тие топ 100 должници и нивниот долг, ќе дојдеме до тоа дека помалку од 10 од тие должници имаат долг кој што пораснал или настанал во текот на 2024 и 2025 година како резултат на наоди од даночните контроли на УЈП. Значи, тоа се даноци кои што УЈП ги открила во инспекцијски контроли, да повторам, станува збор за помалку од 10 правни лица и сега во рамките на тие бројки нивниот долг изнесува околу 3,2 милиарди денари или околу, тоа е нешто од над 50 милиони евра. И тука се работи за сериозни дела на даночно затајување, за кои што се водат постапки, УЈП има покренато постапки и пред истражните органи. Значи, не е целиот тој долг кој што постои со години. Ако се гледаат тие статистики, ќе се забележи дека има постојано одредено движење, се појавуваат нови должници, одредени должници се тргаат од листата, тоа движење го има секој месец, но да, факт е дека и меѓу овие топ 100 и генерално на листата има поголема бројка на должници кои што се повторуваат со години. И тука разумно се поставува прашањето, нели, што можела, што требала да направи УЈП, дали постои нели некакво затајување во постапките што ги превзема УЈП, а дали можеби и самите должници свесно превземале некакви действија за да не го платат долгот, а ова особено ќе го поврзам со фактот дека од тие должници што се јавуваат со години со листата, во голем број или во најголем број се должници кои што се мртви на хартија. Господја Петрова, солидарниот данок падна на Уставен суд. Кога државата ќе им ги врати средствата на 156 компании, станува збор за износ околу 50 милиони евра?
Значи, тоа се работи за спроведување на одлуката на Уставниот суд. Министерството за финансии ќе утврди процедурата за спроведување на таа одлука, инаку колку што знам според одлуката рокот за враќање на тие средства е 5 години. Значи, во тој законски рок, Министерството, односно рок согласно одлуката на Уставниот суд, Министерството за финансии ќе утврди процедурата за враќање на тие средства. Државата должи околу 70 милиони евра за поврат на ДДВ на бизнисот. Зошто до сега не им е вратен? Зошто доцни? Вака, и во однос на оваа констатација не можам да се сложам така како што е, не можам да се согласам така како што ја кажувате. Значи, повратот на ДДВ е една континуирана материја. Секој месец даночните обврзници поднесуваат даночни пријави, искажуваат даночни побарувања. Секој месец, односно во континуитет, УЈП преку Министерството за финансии реализира исплати на поврат на ДДВ. Значи, кога се работи се прави некој пресек, колку е во моментот, во еден момент неисплатениот ДДВ, секогаш постои одредена, да речеме, залиха. Кој е вашиот последен податок во однос на долгот на државата кон компаниите? Значи, од ден на ден се менуваат состојбите. Вчера Министерството за финансии имаше извршено исплати. Има информации кои кружат во јавноста и дел од медиумите објавија дека ДДВ не се враќа за јавните предпријатија што се под капата на локалната власт со која раководат градоначалници од опозицијата или градоначалничката Арсовска. Колку овие информации кои се лиферуваат во јавноста се веродостојни? Не можам да потврдам нешто такво, значи тоа не е вистина. Како што кажав, повратот се исплаќа во континуитет, си течат процедури и можеби одредена исплата која што во моментот не е извршена е во постапка на разгледување и одобрување во УЈП, бидејќи ќе се вратам, претходно споменав дека имаме сериозни случаи на даночни затајувања за кои што се водат постапки и пред истражните органи. Тоа се постапки и случаи токму поврзани со злоупотреби кои што се однесуваат и на незаконско повлекување, нели, на можност за незаконско повлекување и злоупотреби преку повратот на ДДВ, повлекување на средства од буџет. Значи, имагинацијата на даночните обврзници кога се работи за такво свесно и намерно изигрување на законите е голема. Значи, преку одредени лажирања, да речеме, на документи, привидно прикажување на некакви деловни трансакции кои што не се разумни ако се гледаат од комерцијален аспект, не одговараат на економската реалност. Значи, со тоа се прават злоупотреби кои што се одразуваат преку избегнување на плаќањето на даноците, заради тоа и се тие состојби во листата на должници, или се одразуваат преку злоупотреба со побарувањата за враќање на ДДВ, и сите тие случаи нас не ставија на една повисоко ниво на внимателност и подетално разгледување на сите барања за враќање на ДДВ кои што ги доставуваат даночните обврзници. Нормално, тука се работи за голем број на барања кои што се доставуваат и анализите се вршат и врз основа на одредени критериуми, вкрстување на податоци и така натаму, и ние немаме инспектор за секој случај да излезе на теренска контрола, но голем број случаи се вршат преку даночна контрола на терен, а уште поголем број случаи се вршат преку внатрешни канцелариски контроли. Тоа е процесот, а не се работи за некакво намерно задржување и неисплаќање на повратот, кога ќе се покаже, нели, дека е основан и кога ќе ги помине сите нивоа на одобрување во УЈП. Господи Петрова, сивата економија во државата се проценува дека изнесува околу 40% од бруто домашното производство. Имате ли вие решение за даночната евазија која станува веројатно еден од клучните проблеми во државата? Значи, решение за даночната евазија, да, даночната евазија вака изгледа како апстрактна именка, меѓутоа, како што споменав и претходно, имаме една лепеза на однесувања на даночните обврзници, кои што водат кон избегнување на плаќањето на даночните обврски и кон големи сериозни даночни
затајувања. Значи, што тука ние правиме како На неколку УЈП? наврати зборувате дека се одбегнува плаќање на данок. Зошто ова не се санкционира? Зошто се толерира? Па не е дека не се санкционира. Значи, и претходно кажав, значи кога ќе утврдиме неплатени даноци, ние ги започнуваме сите мерки за присилна наплата. Сите тие долгови кои што ги гледате на листата на должници, кои што ги споменав, еве како износ од над 50 милиони евра, даноци утврдени од страна на УЈП во 2024 и првиот квартал од 2025 година, се даноци за кои што се водат постапки за присилна наплата, каде што реков дека нашите овластувања одат дотамо и да можеме да действуваме кон основачите и управителите на фирмите. Колка ви се штетите од буџетските приходи што некои се уште практикуваат, например, исплата во кеш? Па јас повторно ќе се вратам на бројката што ви ја повторувам претходно. Значи, штетите ние ги гледаме преку неплатените даноци, преку даноците откриени во постапка на инспекцијски надзор. Пак ќе повторам, скоро над 50 милиони евра даноци утврдени во инспекцијските контроли кои веќе се документирани со донесени даночни решенија од страна на УЈП, но исто така еден голем износ кој што се уште е во фаза на контроли кои што се во тек, кои што треба да завршат, но се известни дека ќе завршат со утврдување на големи износи на даночно затајување. Имате во предвид за колкава сума на средства стана збор? Па имам во предвид и ви кажувам дека е голема сумата. Повторно, значи ние зборувам за над 50 милиони евра 2024 и првиот квартал од 2025 година и имаме околу 2 милиарди денари уште кои што се во постапките кои што се во тек. Мерки од типот на намалување на ослободувањето од ДДВ, прогресивно оданочување на приходите и зголемување на доноците за животна средина и на имот. Даночните приходи би можеле да се зголемат за 3,5% поени од БДП, проценуваат експертите од Светска банка, што предвидува УЈП во новата стратегија 2025-2027? Видете, стратегијата, новата стратегија, тригодишна стратегија на УЈП или стратешкиот план на УЈП се однесува повеќе на внатрешно модернизирање на процесите во УЈП со цел да биде поефикасна работата на УЈП во делот на собирањето на даночните приходи, во делот на се она што го зборувавме до сега, наплата на долговите, даночни контроли, услугите што треба да ги даваме на даночните обврзници за да можат да ги пријавуваат и плаќаат своите даночни обврски. Голем дел од македонските компании овој период се жалат дека имаат проблеми во однос на исплатата на платите, особено поради наводни некакви пречки со системот во управата за јавни приходи. На што се должат овие проблеми? Значи, прво во однос на исплатата, проблемите во исплатата на платите, да кажам, значи дека месецот, законскиот рок за поднесување и плаќање на платите за претходниот месец помина на 15 април. Ние редовно ги следиме статистиките и овој месец и претходниот месец, додека трае тој процес на реиздавање на кодовите за подпишување на МПИМ пресметките, немаме одстапување од она што представува една редовна тенденција на поднесување и плаќање на платите во законскиот рок. Значи, тоа што се зборува во јавноста и дел, например, од синдикатите велат дека дел од институциите се уште, например, немаат земена плата за месец март, а веќе законскиот рок нели е 15 во месецот. Еве го доаѓа 1 мај. Значи, редовно, не само кај платите, туку и кај сите даноци, редовно има групи на даночни обврзници кои што доцнат со поднесувањето на пријавите, со плаќањето на даноците или исплатата на платите, но ние тука доследно постапуваме, значи неколку дена после истекот на законскиот рок ги праќаме сите оние опомени, подсетувања и за кога ќе истечат роковите за постапување по опомените, спроведуваме веднаш блокирање на сметките на тие што не ги имаат исплатено платите. Но во меѓувреме течат исплати и со задоцнување. Господи Петрови, благодарам за гостувањето во Трилинг.
Благодарам. И за жал тоа малку по индиректна форма и се случи со големата победа на ВМРО-ДПМНЕ со 58 пратеници плюс 6 пратеници на партијата Знам и еве го слушавме и министерот, не министерот, него представник на партијата Знам во последните случувања во една изјава вика дека владата нема проблем, имаме 64 пратеници ВМРО и Знам и како ништо да не се случува, значи сака да стават до знаење дека може и без албанци, може и без турци, може и без роми, може ние имаме толку пратеници, ќе тераме. Но ова логика е во спротивност со демократијата во Македонија. Нашата демократија така е направена, така е изградена и во тие принципи функционира. Двете најголеми заедници во државата се македонците и албанците. Пожелно е, за да функционира државата без тензии, да функционира со почитување на волјата на граѓаните и од страна на македонците и од страна на албанците.